da mi otvoriš. Ti si mi srce, ti si sve na ovoj svetu. Ti si mi duša, ti si mi srce, ti si mi sve na ovoj svetu. Серенадата во Радовиш, кога се правеше, не бееме еден или двујца, имаше и по еден. Од голема љубов на љублената, ако сака да и направе, оде и сам. Ама повеќето одаваме повечко, за тоа многу убаво не пречекаваа, сернадата се ценеше и кога му идеш на човек, толку беше задоволен од тие песни, тихи, убави, секојаш не прима унатре како госке, направат се совредат, бидејќи тогава и сиромаши, по една собичка имаше. Дотерат ја собата и приберат не и дадат пијалък, ама тој пијалък ни беше тај, ракија или вино. Немаше како сега те пиво, те виски, те не знам шо, не знам. Това го немаме ние. И затоа поздрави испаднаваме. Сернаите сега не постоят и нема да постоят, бидејќи младите сега имат ноќен живот. А ние секојаш до 12 сато си одаваме дома. Сега на сернади кога одаваме и до малите сатове, до 1, до 2 сато. Ама това ретко. Например, некако ова младина са ноќен живот што има секој вечер, одат веќе у 11 сата, он тек оде у таквото умејаните, како да ти кажам, по наше кажано. Сернадите повеќето од 12 натам се праваа, од 12. Па до 2 сата. Повеќе ништо. Сернадите ми се у срце и това сум надоан со тие песни, бидејќи србите за бивша Југославија, кога беа тука во Радовиш, например војската, најголеми инструменталисти на музиката тука ги праќаа и имаше игранки и така натам. Јас како дете, още на 12 години, особено тука каде винската изба, старата винска изба, тука имаше кермес, стално викаа го кермес, и тука собираа се моми, ергени и музика многу убава, тиха музика, не неко плех музика, тапанчинта ти пукнат. Убаво, тихо, нема да се дереш, да викаш или реди боти и така нататък. Тој беше многу музикален народ имаше. Многу музикален народ. И тај народ, еве, јас сум од тија, еден, што музиката ми е точно усилија у срцето и секојаш, јас, еве, денеска сам веќе кант автор на 186 песни. Душо прекрасна, дека одеш ти, дека одеш, дека луташ ти. Една порука и
од 87 година. У пензија сум. И така, пензијата ми е минимална, мала, бидејќи на приватни заначи, не дава голема пензија, но фала му на Господ, што сум жив и здрав, още нешто приработам, па ми стигнува пензијата. Иначе таа пензија што е дават е смешна. Па те лозгенци, јас ако сум тие години, копам на лозгите. Што да правам? Да придонесам, да ми биде по-убав живото. Јас моментално имам доле под куќата дуќан. Од време на време имам швајц апарат, што швајцува и алумин. А не само алумин, да имам електроди златни и сребрени, и това можам да го швајцувам. Специјален апарат е тај, направен од Раде Кончар, Скопје. Имал сам концерт. Концерт, може да се видят сликите. Имам и CD касета од концерто. Имам CD на разни. Имам за серенади специјално. Имам и за ора, имам се. Се имам. Свирам сам. Сам компонирам. Сам измислам зборове. Сам ја измислам музиката. Јас сум кантавтор. На мене никој не ми свире, па да пеем, па да бидам интерпретатор. Јас сум си човек посебен, надарен од Бога, да измислам 186 песми. Тоа со факти можам да го докажам, а и Радовиш веќе знаат. Цел и Радовиш знаат, оти јас сум композитор. Моментално јас имам 3 деца, 2 ќерки и 1 син. Од ќерката имам 2 внуки и паравнуче имаме. Вика се Стефанче. А мајка моја македонка. Ќерката Васето има 2 деца. Едно машко, едно женско. Женската се вика Марија. Син имам, вика се Ѓорги Тарабунов. Сна имам, вика се Ленче Тарабунова. Имат они 2 деца. Тие 2 деца односно Нинка, завршува го школото, неко модерна електроника, со 10. Завршува го веќе вај година школото. Ванчето, како Ванче, мо име што го носе мојов внук, испадна немераклија за учење. Заврши гимназија и вика, гледам учените, вика, учат, вика, а не можат, вика, да се запослат. Јас, вика, сакам да работам, вика. Изметан е целиот на мене. Јас, работата не ми бега од мене и така и на него. Сака човекот да работе. Од мојот живот имам това една голема секирација, што местото до ден денеска не ми го дават, бидејќи тоа место, тамо е била голема куќа, тарабунска куќа, анска куќа, камили што се растворале. Тука не само камили, којна, магарина, па од това многу сме живијале. Тука куќата наша е била одма тука до Ридо, до Баиро, што го викат. Одма тука на едно 30 метра Ридо се наоѓа. И тука са нашите војводи преноќувале. И по тај начин мојот дедо Јован, дедо Ванчо, дедо Иван, како да го кажам, секој го викале, и бидејќи и мене денеска ме викат Јован, Ванчо, Иван и така натам. И
Погодна е била тая куќа, много. И тука камили кои се растворале за цел град, газге, шекер, од Солун, камили тука се супирале. И камилите се принуќувале. И така натам. И јас сум човек од 82 години. А јас сум многу измачен. Многу. Макар да сум измачен, и биле една песна, поболех се нешто на срцето и на рехабилитација да дава ми дозвола да идам у Охрид. И таму преко ноќта мислам се, викам јас измислих песна за докторките у Штип, овија од Кежовица. Па измислих песна за персонал. Па измислих песна за Жан Митрев. И викам, па зашо да не измислам за мене? И така, една вечер, не само шо измислих зборовето, него право и компонираке веднага. Зборовете са од песната многу интересни, ќе ви ги кажам. Зборовете на песната са: темен го облак небо покрило, на очи мои се залегнала, животот мине, друг не доаѓа, црната земја сака мене да ме покрие. Немој болко моја ти, не ме земај, поет сум, сакам песми уште нови да пишувам. Живот е мил си ми ти убав, сакам да живеам, песни да пеам, песни и нови да пишувам. Есента жолти лисје посија, на небо една звезда изгасна. Изгасна за еден живот поетски. Немој болко моја ти, не ме земај, поет сум, сакам песми уште нови да пишувам. Живот е мил си ми ти убав, сакам да живеам, песни да пеам, песни и нови да пишувам.